веднаш по дневникот следува најновото издание на Спорт Плюс. Да ги проследиме настаните од минатата недела и она што ќе следува. Денес разговараме и со недобриот каратист од Штип Емил Павлов за неговиот последен успех. Започнуваме по краткиот џингл. Започнуваме со ракомет. Ракометарите на Вардар ја забележаа деветата победа во групата Б од Лигата на шампионите, откако го совладаа Монпеле. Ракометарите на Вардар ја забележаа деветата победа во групата Б од Лигата на шампионите, откако во последниот надпревар по групи во Скопје го совладаа Монпеле со 34:26. Европскиот шампион Барселона во дуелот од истото последно 14-то коло од групата Б на домашен терен го победи Бундеслигашот Рајан Некар Левен со 26:20. Со оваа победа Барселона е прва во групата и обезбеди директен пласман во четвртфиналето, а поразот на Рајан Некар Левен го искористи македонскиот првак Вардар, кој со тоа групата ја заврши на третото место. Според пласманот, Вардар во осмина финалето ќе игра против Полска, Висла Плок. Тоа ќе биде интересен дуел на кој вториот по квалитет тим од Полска ќе биде пречка за црвено-црвените за нов пласман во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Првиот меч се игра во Полска од 16 до 20 март, а реваншот е во Скопје во период од 23 до 27 март. Ова е реприза на минатото осмина финале, кога Вардар излезе победник по двомечот против Висла. Вардар се наоѓа на третото место на табелата со 18 бодови, еден повеќе од Рајан Некар Левен, а зад Барселона и Киелце. А кога сме веќе кај ракометот, навивајте за Македонија во Полска билети за 35 евра. Пуштени се во продажба билетите за квалификацијскиот турнир за пласман на Олимписките игри во Рио. Од вчера се пуштени во продажба билетите за квалификацијскиот турнир за пласман на Олимписките игри во Рио, кој од 7 до 9 април ќе се одржи во Полска. Полската федерација одлучи задоволството да ја бодрите Македонија на патот до Рио, да веќини од 14 до 24 евра на ден. Покрај еднодневниот билет постои комбинација за купување и на пакет билети, чии цени се движат од 35 евра за најефтиниот и 60 евра за најскапиот билет. Квалификациите за пласман на Олимписките игри во Рио ќе се одржат во Ерго арената, која е со капацитет од 11.500 седишта. Распоред на надпреварите на Македонија. Првиот надпревар Македонија го игра против Полска на 7 април, вториот против Тунис на 8 април и против Чиле на 9 април. Инаку македонската фаланга на Европското првенство во Полска, како и на сите големи надпреварувања претходно, покажа дека ниедна дестинација не е далечна да се пружи подршка на македонскиот национален тим. Македонската тениска репрезентација не успеа да се пласира во полуфиналето во Дејвис Купот. Македонската тениска репрезентација не успеа да се пласира во полуфиналето од третата европска зона, откако загуби од Република Ирска со 1:2. По почетното водство со триумфот на Грабул и поразот на Јотовски, решавачки беше дабл мечот во кој Македонија премногу лесно загуби од 0:2 во сетови. По израмнетите 2:2 нашите тенисери му дозволија брейк на противникот во гем во кој Македонија имаше предност од 40:0. Ирците Бери и Охаре, полни со самодоверба, го добија првиот сет со 6:3, а потоа со одлична игра не им дозволија на нашите репрезентативци да се понадеваат на пресврт, триумфирајќи во вториот сет со уште поубедливи 6:2. Така Македонија не успеа да стигне до полуфиналето, освојувајќи го само второто место во групата за Ирска, а пред селекциите на Ерменија и на Албанија. Томи Стефановски, еден од најдобрите македонски пливачи, е примен во куќата на славните. Тој плива 4 децении, а најголемите успеси ги постигна во 40-та година. Томи Стефановски е првиот македонец примен во куќата на славните во меѓународното маратонско пливање, кој постои од 1963 година. Покри Стефановски, лауреати за 2016 година се и унгарецот Атила Мањоки, австраликата Клој, британецот Чарли Гревет и американецот Дейвид Јудовин. Томи Стефановски, кој меѓу другото е вице-шампионот на Гран При серијата од 2014 година на Фине и Ла-Манш, го преплива во 2009 година, влезе во куќата на славните во овој спорт за своите заслуги во долгогодишната кариера. Со оваа награда Стефановски се придружи на легендите од регионот што имаа таа чест како Велко Рогошик и Вицко Шоран.
Стефановски плива 4 децении, а најголемите успеси ги постигна под 40-та година од животот. Тој е најстар победник на еден маратон од Гран При серијата на FINA. На 43 години славеше на Лак Сен Жан, Канада, во 2014 година, кога беше и светски вице-шампион и учествуваше на сите 7 трки. Има 2 победи на светски маратони, 2 втори места и 3 трети. Струмица ја продолжува доминацијата во првата одбојкарска лига, да ги проследиме и резултатите од првата лига во Македонија. Струмица ја продолжува доминацијата во првата одбојкарска лига за мажи, победувајќи на дуелот од 11-тото коло, убедливо со 3:0 против составот на Мавис. Останатите 2 средби од ова коло се одложени. Екипата пак на пробишти Весна Акумулатори се пласираше во полуфиналето од Купот на Македонија, откако во четвртфиналната пресметка, одиграна на 2 март, со 3:0 го совлада Мавис. Во првата лига за жени пак Работнички го доби дерби дуелот со Јанта Волеј, победувајќи во 8-то коло со 3:1. По овој триумф, Работнички останува заедно со Јанта Волеј на врвот од табелата, додека на трето место е Македонија Макс, која во ова коло славеше против Бамикор. А вчера се одигра и 21-то коло во првата македонска фудбалска лига. Да ги проследиме резултатите. Вчера се одиграа 3 надпревари од 21-то коло во првата македонска фудбалска лига. Силекс успеа да победи против Металург, додека без победник завршија дуелите Работнички Шкупи и Ренова Турново. Скопската пресметка помеѓу Работнички и Шкупи заврши 1:1. Резултатот 1:1 беше конечен и на пресметката помеѓу Ренова и Турново. Силекс без проблем го совлада Металург со 3:0, а стрелци на головите беа Глигоров и Мицков. Следното коло е веќе во недела во 14 часот, каде што ќе играат Работнички Ренова, Шкупи Силекс, Металург Шкендија, Младост Вардар и Брегалница Хоризонт. Следува една интересна информација за планинскиот велосипедски тим Extreme Riders од Штип, кој учествува на Winter Bike Duel во Пампорово. Штипскиот планински велосипедски тим Extreme Riders учествуваше на Winter Bike Duel во Пампорово. Winter Bike Duel 2016. Ова шесто издание е поред на бугарскиот Bike Duel на снег. Настанот се одржува на црната стаза Стената во срцето на Пампорово. Оваа година ни е втора поред што учествуваме. Оваа година учествуваа 35 надпреварувачи. Не постигнавме некои значајни резултати, но со оглед на условите кои ги имаме за вежбање, ги поминавме квалификациите. Оваа стаза е најстрамна во Пампорово. Во иднина не очекуваат многу вакви трки. Изјави за Канал Плюс телевизија Филип Јованов од клубот Extreme Riders. Прво место во екипна конкуренција за карате клубот Партизан од Штип на Лесковац Опен 2016. Веднаш по оваа информација ќе ги слушнеме информациите од Европа и светот. Каратистите од карате клубот Партизан од Штип изминатиот викенд учествуваа на меѓународниот надпревар во Србија, Лесковац Опен 2016, каде што постигнаа одлични резултати. На овој турнир учество зедоа 800 надпреварувачи. Имено во екипна конкуренција во сениори Тамара, Симона и Стефанија го освоија првото место. Во категорија кадети пак во женска конкуренција го освоија второто место. Што се однесува пак во машка конкуренција, машката кадетска екипа го освои третото место, додека пак во сениори второ место. Инаку членовите на карате клубот Партизан постигнаа и одлични резултати поединечно, освојувајќи неколку трети, втори и 2 први места за Симона Златковска и Стефанија Златковска. Да се играше овој надпревар пред 10 години, победа на Лос Анџелес Лейкерс на домашен терен против Голден Стейт, немаше да биде никаква информација и многу веројатно никој немаше да го спомне дуелот. Таков исход синоќа е најголема сензација во НБА во сезоната и некој што не го гледал мечот нема да поверува дека Лейкерс се способни на домашен терен да го совладаат актуелниот шампион и најдобар тим во лигата со убедливи 112 спрема 95. Екипата што си поигрува со сите ривали за титула и ги испраќа со 10-20 поени негатива, сега доживеа дебакал од најслабиот тим во западната конференција, кој на претходните 63 надпревари оствари само 12 победи.
Заврши групната фаза од Лигата на шампионите, а во идеалниот тим од последното 14-то коло се најде еден вардарец. Станува збор за Алекс Душебаев, кој одигра одличен меч против Момпеле и беше меѓу најзаслужените за победата што ги искачи црвено-црните на третото место на табелата. Душебаев постигна 7 погодоци од 8 обиди. Лазаров и неговиот тим Барселона ја исполнија својата мисија и цел, се пласираа директно во четвртфиналето на Лигата на шампионите. Лазаров им даде 6 гола на двата голмани на германците, а Барселона славеше победа со резултатот 26-20. На различен начин погодуваше Лазаров, даде голови и одигра и од 7 метри. Тим составен од мигранти ќе се надпреварува на Олимписките игри во Рио од 5 до 21 август. Проценето е дека вкупно 43 спортисти може да бидат дел од мигрантскиот олимписки тим, што ќе се надпреварува под олимписко знаме. Со ова добре дојде за мигрантскиот олимписки тим на игрите во Рио. Сакаме да испратиме порака со надеж до сите бегалци во светот. Овој тим ќе биде третиран како и сите други, изјави првиот човек на меѓународниот олимписки комитет Томас Бах. Покрај спортските способности кои ќе бидат дел од овој тим, ќе одлучуваат и околностите под кои спортистите станале бегалци. Нивниот бегалски статус ќе мора да биде потврден од Обединетите нации, а сите што ќе ги задоволат критериумите ќе добијат финансиска помош за да продолжат со тренинзите. Бегалскиот тим на официјалното отворање на игрите на стадионот ќе влезе предпоследен пред оној на домаќинот Бразил. Реал Мадрид убедливо со 7:1 славеше во дуелот со Селта Виго и на најдобар начин го прослави 114-тиот роден ден од формирањето на клубот. Кралскиот клуб немаше милост кон противникот, а како по обичај, главен на ваквите надпревари е Кристијано Роналдо. Првата звезда на Реал Мадрид постигна 4 гола и уште еднаш покажа дека сезонова игра најдобар против послабите екипи. Со овие 4 погодоци Роналдо го надмина легендарниот Телмо Зара, кој 6 децени беше најдобар стрелец во историјата на Примера дивизија. Емил, на Балканското првенство во Истанбул го освои првото место, еве кажи ни како помина и со кој надпреварувачи се надпревара. Па да, изминатиот викенд јас како дел од македонската карате репрезентација учествував на Балканското првенство во Истанбул, Турција, настапи во категоријата 60 килограми и го освои златниот медал. Можам да кажам дека патот до овој златен медал беше доста тежок, бидејќи имав 4 борби, од кои најпрво морав да победам тројца турски репрезентативци, буквално сите репрезентативци на Турција кои учествуваа на Балканско првенство во мојата категорија. Во првото коло го победив првиот турски репрезентативец со резултатот 3:0, потоа во второто коло се надпреварувачот од Србија со резултатот 4:1 и во полуфиналето се сретна со актуелниот светски и европски младенски првак од Турција, го победив со резултатот 1:0 и во финалето можам да кажам дека се сретнав со на некој начин должникот од пред 3 месеци кај што ме победи во Истанбул на Премиер лигата. На најдобар начин успеав да му се реванширам и да го победам во сред Истанбул со еден висок резултат од 4:1 и со тоа да го постигнам овој голем резултат. Така, тешки ли беа борбите, еве како помина? Па, можам да кажам дека на секој надпревар борби нема лесен противник, бидејќи ова е едно балканско првенство, сите знаеме дека 50% од освојувачите на медали од европски и светски медали токму се од Балканот, но бев максимално подготвен за овој предизвик, каде што добро се подготвиме заедно со моите тренери во карате клубот Штип, со репрезентацијата на Македонија и успеав на некој начин да достигнам ова одличие. Како беше чувството, еве, кога успеа да ги победиш тројцата репрезентативци, да застанеш на пиедесталот и да се слушне токму македонската химна? Па, чувството е прекрасно да се слушне македонската химна на едно вакво големо надпреварување. Наистина тоа е прекрасно, тоа треба само да се доживее, не може да се опише со зборови. Исто така се потсетив и на Европското првенство, каде што за прв пат се слушаше македонската химна на едно европско првенство. Ете, се надевам дека оваа година исто ќе го повторам и тој успех, бидејќи ми очекува Европско првенство во месец мај и се надевам дека и таму ќе постигнам голем резултат и на тоа првенство ќе се слуша македонската химна. Еве се наоѓаме на местото каде што
се подготвуваш, односно во салата. Кажи ми за колку време се подготвуваше за Балканското првенство во Истанбул? Па за најпрво од почетокот на оваа година се подготвувавме за државното првенство koje se održa во месец февруари, на почеток на месец февруари, каде што така по седми пат станав државен prvак на Македонија. Се подготвувавме скоро 2 месеци интензивно. Токму во оваа сала го поминував на големиот дел од денот. Доста напорни тренинзи. Исто тука ќе продолжиме да се подготвуваме за следните предизвици кои не очекуваат. Дете за 2 недели ќе настапиме на светскиот куп во Лашко, Словенија, потоа и на премиер лигата во Салцбург, Австрија. Се надевам дека и на овие надпреварувања ќе докажам голема висока форма, добри борби и се надевам дека ќе продолжам во континентот да постигнувам големи резултати. Еве да се подсетиме уште еднаш на твојот најголем историски успех кој што го освои минатата година на Олимписките игри во Баку. Еве да ги подсетиме гледачите. Да, најпрво на почетокот на 2015 година настапив на Европското првенство во Истанбул, Турција, каде што морав да бидам меѓу најдобрите 5 во Европа за да настапам на Европските игри во Баку. Тоа и го направив, завршив на 5-то место на Европското првенство, со тоа обезбедив норма за овие европски игри и тоа ми беше цел за таа година. Таму поминавме прекрасно, настапив прв од македонските каратисти, успеав да освојам бронзен медал. Имав исто 5 борби, од кои најпрво ги поминав оние борби во групната фаза и потоа сите знаеме како несреќно загуби во полуфиналето со домашниот надпреварувач. Се надевам дека оваа грешка нема да им се повтори на следните надпреварувања. И ете, тоа е едно големо искуство за мене. Тоа е, можем да кажем, еден од моите најголеми резултати покрај европското злато од Тампере, Финска. И се надевам дека оваа година ми недостасува уште медал од светско првенство. Моја цел и за оваа година е токму да освојам еден од медалите на ово светско првенство. Ќе се подготвам максимално и се надевам дека ќе достигнам зацртаните цели. Оваа година ги освои најголемите признанија во Штип, го освои признанието 8 ноември и повтор пат си прогласен за спортист на годината. Еве како значење има ова за тоа. Па да, овие награди за мене се додатен мотив за сето оно што ме очекува да продолжам со мокотрпна работа. Овие награди се доказ на тоа дека сум на вистинскиот пат да ги достигнам овие мои цели. Благодарение на успесите минатата година ги достигнав овие награди. Ова е само едно признание на сето на макотрпна работа, на доста упорност, на откажување од многу задоволства, самодоверба. И ете, се надевам дека и овие награди ќе значат многу во понатамошната моја кариера. Еве, носител си и на спортска, така да кажеме, пензија. Веднаш по Зоран Шоров, ти си вториот штипенец кој што ја освои оваа пензија. Како се чувствуваш? Колку ти помага во спорт? Па благодарение на успехот од 2014 година со златен медал од Европското првенство се стекнав со право на спортска стипендија од светска категорија. Исто тоа сум и, можам да кажем, најмладиот пензионер во државата, каде што по завршувањето на својата кариера ќе се стекнем и со спортска пензија. Па да, според моите сознание, јас сум вториот носител на овакво признание од град Штип. Значи, оваа награда доста ми помогна што по-професионално да се занимавам со карате спортот. Благодарение, сакам да им се заблагодарам на Агенцијата за млади и спорт и државата и владата на Република Македонија што ги вреднува овие наши резултати и што да кажам, тоа е прекрасно чувство да си еден од најмладите пензионери во државата. Од кога си член во овој карате клуб и колку членови број? Учат ли помладите од тебе?
Па да, јас сум член на карате клубот Штип од самото отварање на овој клуб, тоа е 2005 година. Мои тренери се добро познатите македонски каратисти Сашко и Жарко Арсовски, кои се и мои идоли. Карате клубот Штип брои околу 60 членови. Можем да кажем дека 80% од членовите се во оние почетни години, околу 7 до 14 години. Можем да кажем дека ме радува фактот тоа што откако ги постигнував овие големи резултати, се повеќе расте бројот на членови на карате клубот Штип, каде што тренираат од најдобрите каратисти во моментот во Македонија. Бараат ли еве помладите од тебе да им покажеш некои финти така, некои? Па да, баш ми е драго кога некој ќе ми приде и ќе ми каже како ова, како она, дали ми е добро ова, што треба да поправам, и тоа ме мотивира и што би јас да продолжам и понатаму да постигнувам големи резултати, и се надам дека и од помалите членови од карате клубот Штип ќе ги постигне овие мои резултати. Така, Емил многу прави освоени награди, многу злата донесе. Кажи ми, која е дефиницијата за ваквите одлични резултати? Па најпрво треба да се има голема желба, да се верува во себе, голема упорност, пред се правилна исхрана, правилен тренажен процес и доста време поминати во сала и на тренинг. Тоа е дефиницијата што јас ќе ја кажам на сите оние што се занимаваат со спорт, пред се упорноста, бидејќи упорноста е дел од мојот карактер, нема откажување и да се искористи моментот во правилно, да се искористи ситуацијата во правилен момент. Колку време ти одвојуваш за тренинг? Па вака, можем да кажем дека голем дел од денот го поминувам во тренажен процес, од 4 до 5 часови на ден, од понеделник до сабота, недела е ден за одмор. Еве за крај, Емил, да ни кажеш што е следно од тебе. Спомна претходно дека се подготвуваш и за Европското првенство претходно, што е? Да, главен акцент за оваа година ќе ставам на Европското првенство и Светското првенство. Не застануваме тука, после завршувањето на ова Балканско првенство продолживме со подготовките за сето оно што очекува во иднина. Најпрво ме очекува Светскиот куп во Лашко, кој што кажав претходно, потоа Премиер лигата во Салцбург, и тие ќе бидат двата турнири пред Европското првенство, но очекуваат на 25 април завршените подготовки за Европското првенство со карате репрезентацијата на Македонија. Потоа не очекува еден мал период одмор и веќе од месец јуни почнуваме со подготовките за Светското првенство во октомври месец, каде што ќе се одржи во Австрија Линц. Емил, ти благодарам за денешниот разговор, ти посакувам многу среќа и успех. Како што кажав претходно, очекуваме уште многу успешни резултати. Ви благодарам и на вас за поканата и се надевам дека ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи.
Ви благодарам што вечерва останавте на Канал Плюс со најновото спортско издание. Се гледаме за 7 дена, останете во добро расположение и секое добро.